Обвинителството се ослободи. Љупчо Коцевски не дочека да го избркаат, па реши да си оди сам. На само неколку часа пред собраниската седница на која се очекуваше тој да биде разрешен, Коцевски си поднесе неотповиклива оставка. На пратениците им остана само да ја констатираат. Човекот кој се смета за еден од главните виновници што народот нема никаква доверба во правосудството, вели дека се повлекува со крената глава и обвини дека постапката за негово разрешување е политички мотивирана. Поднесов неотповиклива оставка од функцијата јавен обвинител на Република Северна Македонија. Функцијата што во изминатите нешто помалку од 2 години ја вршев честно, достоинствено и од која заминувам со гордо крената глава, но и со разочараност, поради очигледното непочитување на принципите врз кои почива правната држава. Коцевски во улога на херој што сам си ја препишува, тој се обрати директно кон граѓаните, да ја чувале и штителе самостојноста на обвинителството. Според него, во предлогот до собранието не биле наведени ниту аргументи, ниту факти за тешки дисциплински прекршок, кои се единствениот законски основ за разрешување на јавен обвинител. Но не објасни, ако нема аргументи, тогаш зошто тој се повлекува. Со ниту една постапка не е утврдено дека сум сторил ниту лесна, ниту тешка дисциплинска повреда. А тоа, знаа и медиумите, јавноста, го потврди и Советот за јавните обвинители кој даде негативно мислење по предлогот на владата како уставно и законски надлежен орган задолжен да ја штити независноста на јавното обвинителство. Пратениците без дискусија само ја констатираа оставката на Коцевски и со тоа формално завршува неговиот мандат на функцијата. Тој не преживеа ниту 1/3 од својот 6-годишен мандат. Назначен беше на 13 февруари 2024 година. Доби доверба од 62 пратеници од тогашното владејачко мнозинство. ВМРО ДПМН уште тогаш од позиција на опозиција велеа дека неговиот избор е скандал сам по себе бидејќи се случил на помалку од 3 месеци од парламентарните избори. Премиерот Христијан Мицкоски уште кога ја привзема функцијата председател на владата, повеќе пати предупредуваше дека Љупчо Коцевски и неговиот тим се клучниот проблем во работата на јавното обвинителство. Владата веќе имаше почната иницијатива за негово разрешување во собранието, која прекина поради локалните избори. За потоа, повторно, иницијативата да се врати пред пратениците. Инак, после заминувањето на Коцевски, неговиот наследник ќе се избира на јавен повик, а собранието ќе има рок од 6 месеци да избере нов државен јавен обвинител.